Струјата дефинитивно ќе поскапе. ЕСМ му понуди на универзалниот снабдуваш за 17% повисока цена на струјата. Државните електрани денеска одговорија на тендерот и понудија купопродажна цена од 48 евра за мегават час за покривање на 100% од вкупно планираните количини. Од ЕВН велат дека ова е повисока цена од онаа што на крајот на минатата година ЕСМ ја понуди од 41 евро за мегават час. Велат дека сега на потеке е регулаторната комисија за енергетика која треба да ја донесе конечната одлука. За цената на електричната енергија на ЕВН Хоум во наредниот период ќе одлучува регулаторната комисија за енергетика, а таа ќе зависи од повеќе влезни параметри, како што се цената по која АДСМ ја продава електричната енергија на ЕВН Хоум, цената на преносниот систем оператор МЕПСО, цената на операторот на пазар на електрична енергија МЕМО, како и цената на дистрибутивниот систем оператор електродистрибуција. Од ЕСМ потенцираа дека ќе произведат за да ги задоволат вкупните потреби на домакинствата, како и техничките загуби во системите на ЕВН и МЕПСО. Тоа значи дека планираат производството да го зголемат за 20% годинава. Преостанатите енергетски компании веќе ги доставија пресметките до регулаторот. Преносниот оператор МЕПСО побара зголемување од 68%, а електродистрибуција од дури 80%. Со понудата на ЕСМ се заокружуваат сите информации кои се неопходни на комисијата да пресмета нова цена. Дел од нив ќе прифати, дел не, а колкаво ќе биде поскапувањето ќе се знае следната недела. Претходно треба да биде објавен новиот тарифник кој предвидува 4 блока на потрошувачка, при што оние во последниот ќе плаќаат најскапа струја. Председателот на регулаторна Марко Бислимовски најави дека ќе има поместување нагоре на границите кај блок тарифите, односно кај вториот и третиот блок во кој спаѓаат најголем дел од домакинствата. На стартот на годинава струјата веќе поскапе за речиси 10%.